Тоа што денеска изгледа како сон, за неколку години може да стане исклучителна профитабилна реалност, која ќе промени многу нешта во градот Кочани и регионот. Студијата за изградба на хибридна постројка за грејење на градот Кочани со геотермална вода во комбинација со биомаса сигурно е најразвојниот проект кој доколку се реализира, со себе ќе повлече редица стопански, еколошки и други бенефити. Особено затоа што се работи за иновативна технологија која спојува два обновливи енергетски извори, кои се исплатливи од енергетски и од економски аспект со огромни еколошки придобивки. За Кочанскиот регион е мощно значајно тоа што покрај ефектуирањето на термалната вода ќе се овозможи искористување на биомасата, а тоа отвора нови перспективи и во земјоделието, како од аспект на секундарните суровини, така и во делот на обработката на големи површини кои сега стојат необработени. Поедини стручњаци сметаат дека во вториот сегмент како суровина може да влезат големите количини некласифицирана дрвена маса која останува при експлоатацијата на дрвната маса од шумите на Соголските планини и Плачковица. Постројката која се планира да биде со вкупен капацитет од 12 мегавати, 70% би се хранела со геотермална енергија, а 30% од биомаса. Прашањето кое само по себе се наметнува е кој домашен или странски инвеститор ќе застане зад проектот вреден 9 милиони евра. Економската логика вели дека и покрај големиот износ инвеститори ќе има од едноставна причина што вложувањето може да се врати за период од 12 години. Освен тоа, проектот ќе потурне целата кампања за покомплексно искористување на геотермалниот потенцијал кој е меѓу најбогатите во Европа и со самото тоа атрактивен и подат